Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ово утро јас, Љупчо Златев и мојот колега Ивица Боцевски ќе ве водиме кроз најважните теми на денот, ова кроз србизам, некој класичен, не знам како ми дојде у глава, особено што во моето родно Кавадарци никој не го користи. Ивица, добро утро. Добро утро. Добро најдов. Добро најдов. Стратешките инвестиции во енергетскиот сектор ќе ја намалат геополитичката ранливост на државата. Ајде уште еднаш. Стратешките инвестиции во енергетскиот сектор ќе ја намалат геополитичката ранливост на државата, вели Фатмир Битичи. Јас ја очекувам една анализа од твоја, една анализичка. Ајде бака. Од твоја страна. Тука пред се мисли на Митилинеос и они уште три кои уште не сме виделе колку се криминални, ќе го знаеме до историја. Слободно нека ме тужи ако сака. Слободно нека ме тужи. Ова е едно немушто, едно неодговорно, едно лошо, едно неочекувано од него, посебно имајќи предвид дека еве ја и ти тука во емисија често го посочуваме како еден од подобрите примери. Да. Посветлите точки. Пробуваме да најдеме нешто. Дека пробуваме да најдеме, да. Значи еве да му се братиме Фатмир, корупција и крадење не може да се одбрани никако. Ни со геополитика, ни со ништо не може да се одбрани. Тоа е едно. Второ, каква тоа геополитика ќе браниш кога Митилинеос има 30 годишен договор за снабдување со газ од Газпром? Која му е таа геополитика што ја брани сега со ова? Не ја брани, значи не ти личи, значи не брани туѓи богатење. Ова е истовремено, како да кажем, некоја секундарен грабеж, секундарна приватизација. Пак сака некој во наредните 30 години ја и ти да го богатиме. Со плаќање на секоја сметка за струја. Ова е полошо од приватизацијата. Приватизацијата се види. Приватизацијата кај нас, јас сега ќе пробам, не знам колку ќе ме разберат слушателите, но ќе пробам некако социолошко, филозофско, економски, политиколошки да ја објаснам. Според мене приватизацијата, криминалната приватизација која се случи во Македонија, во СФР и во цела Источна Европа, не само овде, да, секаде во голем дел, негде помалку, негде помалце, ама секаде беше трагично, тоа да се разбере. Да, негде на еден начин, негде на друг начин. Ние на пример имаме многу слична приватизација, не знам, што е на Русија да речеме. Така, од прилика, значи никаде не беше тоа праведно, тоа го заклучи. Но таа беше нужен последниот стадиум на комунизмот, односно социјализмот во Источна Европа, кај нас. Зошто велам дека беше последниот стадиум? Таа покажа една културолошка димензија приватизацијата, дека оние комунистички елити после долго време на водење на индустријата, водење на економијата, водење на фабриките кои, нели, се во име на народот, демек тие се народни, ама ние комунистите сме авангарда и ги водиме, на крај ги почувствуваат тие јавни, општествени, државни, нели, фирми како своји. И одлучија да си ги земат без пари. И се активираше кај нив тој капитализмот е многу успешен поради тоа што добро барата со човечката психологија, добар опис е на тоа како функционира човекот. Тие почнаа да ги сваќаат како своји. Свето почна да ја сваќа пивара дека е негова. Не знам. Нема така сваќа комунизмот. Како? Така комунизмот си ја сваќа? Да, но со демократизацијата, односно со транзицијата, тоа само на папир сваќањето го сваќа. Што не требаше да биде така. Но тоа е нужен крај на еден систем кој е поставен на погрешни основи. Добро, Јорданов беше во Москва. Океј, пример го спомнав, може сум погрешен. Да не ги именуваме со име. Но тој систем беше погрешно наследен и тие едноставно на крајот нужно, само така може да се распадне тој систем. Дали ме разбирате? Сега, разликата помеѓу таа криминална приватизација и ова е следна. Што тие фабрики си изградени од државни, од јавни пари, од пари на народот, тие објекти, функционирале во име на народот со години, 20 години биле јавни, државни, со синдикати, со полутки, со убави плати за луѓето и така натаму. Кај ги најде полутки? Добро, за пример ги кажувам. И потоа се трансформирале, некој ги лапнал затоа што осетил дека се негови во меѓувреме од менаџментот. Да, а инаку парите што се земани за нивна изградба се земани од
Социјалистичка република Македонија, од Југославија. Од народ. Од само допринос некои се градени, тоа имало на времето и така. Сосема си во право. Ова сега со Митилинео се различно, зошо? Затоа што ние на овие им градиме централа и им ја даваме. Ме разбираш? Да. Затоа што целата инвестиција да направите една централа околу 130 милиони евра. Нашата, значи зборуваме со се земјиште, со се све живо. Нашава држава, нив гратис им дава земјиште, приступен пат, све, и им дава 50 милиони евра да си ја изградат. Да. Значи ние нив им ја градиме и крева некакво сметководствено дека тоа вреди 230 милиони евра, демек они нешто ќе додале, а нема да додадат ништо. Практично, ние им ја градиме, им ја поклонуваме и после им правиме договор дека секоја година ќе прават по 30 милиони од нас. Сега, тука да, значи, поранешната влада од опозицијата тогаш беше обвинета за субвенционирањето на странски директни инвестиции. Меѓутоа, наодите на Европската комисија не окажаа тоа. Меѓу другото, затоа што тој процес го водеше човек што завршил на Харвард. На Харвард, на вистинскиот Харвард. Не на екстеншн. Да, и кој што на Рочестер, на Институтот за технологија во Рочестер, еден од најпознатите во Америка, завршил машинско инженерство. Што значи дека го проучи законодавството и го прилагоди целосно системот македонски за странски директни инвестиции со правилата на единствениот пазар за субвенционирање. Тој човек се викаше Виктор Мизо. Зошто тоа се случуваше? Затоа што таа влада немаше намера со инвестициите да прави крадење. Си кажеме отворено, туку да прави економски развој. Сега што се случува? Сега се случува крадење. Крадење во содејство на, значи ова е предавство во смисол злоупотреба на службената должност, незаконско богатење, злоупотреба на јавните властувања за туѓо богатење и за лично богатење. Шемите не ги знам, меѓутоа не ни сакам да ги дознам, лесно се дознаваат, овакво. И сега како беше на неретва битката за ранетите, односно битката за да и покрај тоа што ќе се замине во власт во 2024 година до 2054 година некое семејство да се богати од тоа што јас и ти плаќаме сметки. Некои семејства. Срамота. И значи не му личи на битичи, нека се тргне од идиотите. Нема потреба да се брука вака пред, значи тој веројатно ќе има некоја улога во реформата во СДСМ да. Или во тој слој кој што утре за утре ќе направи нешто ново, така? Затоа не му треба ова. Не му треба оваа црна дамка. Што ќе му е? Да, така. Мислам, јасно ти е што зборувам. Перфектно ми е јасно, само не знам. Не знам стварно, не разбирам. Што не знаеш? Не можам да разберам сега прво не мешајте геополитика затоа што како што Ивица веќе кажа, јасно е дека нели и тие земаат газ од Русија, така што тука нема геополитичка ранливост, неранливост. Тоа е тоа. Ние и цела Европа на потешкиот пат во изминатите години свативме колку сме енергетски зависни од Русија. Дали тоа треба да се смени? Да. Затоа што кога некој има монопол врз енергенсите, тоа е проблем. Сега проблемот е дали може да се смени. Тоа има попаметни глави од мене и од тебе во ситуацијава кои што во моментот велат тешко. Бараат решенија, се потрудија со она, не успеа. Да. И тоа е тоа. Може да урнисат германската економија од која што ние зависиме. Значи да се разбереме. Ако некој во Македонија фаќа сеир за тоа што се случува во Европа, фактички си го тенчи новчаникот. Така ли е? Ги гледав, не само си го тенчи новчаникот, сега ќе кажам, вкупниот, нели, вкупната размена на Македонија, обемот на трговската размена на Македонија, да речеме, во 2023 година била... Со кого? Како? Со кого? Со ЕУ? Со ЕУ над 70% сигурно, види веднаш. Со единствениот пазар, го отворив тоа, само секунда, обем на волуме, само секунда ги барам,
Германија ни е прв Над 50, проценти. у 40-50. Овако со нив имаме само секунда да ја најдам бројката во... Го немаш единствениот пазар како... Не. Го немам не, во завод за статистика го гледам. Значи, во 1000 евра имаме со Германија некоја размена од колку е ова, човече? 20, тотално имаме 20, не, тоталниот обем, значи извоз и увоз на државата е негде тотално 20 милиарди. Ова што гледам. Јасно, да. Логично е, тоа мала економија сме, логично е да биде поголема од бруто домашниот производ, логично е. Да. Мало отворена економија, логично е. Да. 20 милиарди евра доаѓа. Добро. 21 милиарда долари. Од нив, значи, не помалку, не поише 2,9 милиарди само Германија. Само секунда да видам дали е точна бројка. 294 449011. Само секунда. 294 449011 пута 1000. Да. Не бе? Да. 294 2 милиарди и 900 милиони доаѓа со Германија. Околу 3 милиарди имаме трговска размена. Знаеш колку е тоа? Да знам. Споредбено е со една соседна Србија која ни е од Ама Балканот. и Србија има таа размена со Америка. Немој да мислиш со Америка, со Со Германија. Германија, на пример. Не се, значи, таа е географијата, љупчо. Сега да се разбереме. Економија не е во некој воздух. 405. Само секунда, 70.266 405 пута Србија пута 1000. Со Србија да речеме имаме многу помалце. Поредбено со ова, имаме 700 милиони. Еве ти информацијата ќе ти ја кажам. Да. Ова директната информација. 77,5% од македонскиот извоз и 51% од македонскиот увоз доаѓа од ЕУ. Што понатаму? Ние сме директно зависни од европската Да. економија. А тоа што не е од ЕУ доаѓа од Србија, Албанија и Косово. Најголемиот дел и потоа нешто во делот на овие, како се викаат, во делот на енергенсите, во делот на примерните Русија и Америка генерално ни се по толку, по 290 милиони. Ме разбираш, ништо посебно не е трговската размена со нив. Со двете е отприлика исто, САД и Русија зборувам, така што не е баш толку едноставно. Века и Германија проба да се одлепи од руските енергеси, еве ја колабира. Добро се, тоа дека колабира е исто претерано. Кога ќе се каже дека Германија колабира за цела Источна Европа, вклучително и сите што влегува во ЕУ, тоа е таков врв кој што нема да се достигне целиот овој век. Нивниот колапс. Да се разбереме. Да се разбереме, да. Тие сваќаат полека дека може би сгрешија. И сега тука прашањето е па што е поважно, дали на некој да му се дозволи да може тук така да окупира земја или да имаш ти енергетска независност, дали може би тоа е цената која навистина треба да се плати. И тоа е прашање кое исто така заслужува политичка дебата, но да се разбереме, да се вратиме на битичи, ние со Митилинеос нема да имаме никаква геополитичка, енергетска, ниту независност, ниту разлика, затоа што и Митилинеос се снабдува со газ од Русија. И тоа е тоа. Значи Митилинеос е еден обичен криминал и ништо повеќе од тоа. И оставете ги муабетите за геополитики, за руси и за американци. Затоа што Митилинеос е пример каде што ние на грците им градиме централа, им ја поклонуваме и се обврзуваме дека секоја година ќе им даваме по 30 милиони евра. Страшно. Тоа е договорот со Митилинеос. Страшно е. Значи, не знам, мислам. Ајде. Што да кажеш? Вчера Талат Джафери ги разреши министрите од Алијанса. А со тоа идеме сега. Па ајде што. Тоа е ова со Митилинеос доста е. Ивица, Ајде.
Извини. Како ќе го протолкуваш ова враќање на Зиедин Села во политиката? Или Зиедин Села беше председател на Алијанса, по лошите резултати се повлече. Таа партија презема Арбен Таравари. Па не се повлекол. И сега според ова имаме Алијанса и Алијанса вистинска. Или народна. Од оно што го слушам, печатите се кај Таравари. А у македонските закони кај е пет што таму е партијата. Значи вака. Со ова што го прави Села, за една шницла поле стадо бикови. Можеме така да кажеме. Ајде објасниме зошто. Еднаш кога веќе зборувавме со тебе, ајде се повториме повторно. Не, без да се повтара. Да, не мора да се повториме. Значи, Алијанса на албанците произлезе како политичко движење. Кога целокупната структура на некогашната ДПА, предводена од Арбен Џафери, се побуни, сакаше да го промени Мендухтачи, печатите беа кај него. Не, Арбен Џафери беше мртов тогаш. Зборам од каде им е извориштето, така. Се побуни против Мендухтачи, печатите беа кај него, тој не дозволуваше да му побунетите да ја земат партијата, тие со целото членство и гласачко тело формира нова партија, Алијанса на албанците. На изборите нивните традиционални гласачи во Алијанса се препознаа за разлика од ДПА и тие има прилично силни резултати на прошлите избори, 8 пратеници. Да. Сега, суштината на нивното делување беше дека тие се против ДУИ. Тие се фактички носители на отпорот против ДУИ. Зиедин Села со ова што го прави, може би купи уште некој, може би купи пратенички мандат за себе во некоја коалиција со ДУИ. И толку. Тука завршува приказката. За разлика од тоа, Таравари ја продолжува приказната. Сега да видиме. Може би лоша му е проценката, може би, како да кажеме тоа, Љупчо, може би времето веќе отишло во друга насока и така натаму, ќе видиме на изборите, така? Да. Истовремено чекаме дали тој или Касами ќе бидат кандидати за председател на опозицијската групација. Так. Слушаме дека Дуик иде со Бујар Османи, така тие се гласините, така? Не, Дуи доколку не оди ако видат овие, не, ако видат овие, ќе мора и они да излезат со кандидат. Така што во моментов тоа е отприлика Сега, Ивица, знаеш, во политиката често некои работи нелогични се случуваат. Нелогично беше, нели, како, не знам, 8 пратеници од ВМРО гласа за уставни измени, ако до ден претходно беа неголеми непријатели. Енигма беше како Кастриот Реджепи жена му кажала дека на телевизија видела дека е битно тоа со Макрон и затоа не ја бутна владата. И историски, да видиме тоа нелогичности, каде што нешто што не е очекувано да се случи, се случува. Често велат дека тоа се случува поради две работи, или подкуп, или уцена. И сега се враќаме назад на господинот Села. Ајде. Сега дека се работи за подкуп, не верувам, затоа што не. Реално, или безизлез, или едноставно проценка дека нема веќе. Реално тој е добро ситуиран сега. Да. Што ќе окупуваат? Има боле ауто од секој од нас што ќе зборуваме дека го купуваат, живее у подобра куќа, има пари, бил лидер на партија, така натаму. Можно да станува збор за некаква уцена? Не верувам. Ја мислам дека он проценил дека дошол до крајот на својот политички пат и дека ова му е единствениот излез. Како? Дошол до крајот на својот политички пат и ова е начин. Како да ја уништиш партијата што си ја создал? Па мисли да заврти уште еден круг. Не гледа. Или да заврти уште еден круг како пратеник, да се кандидира, да речеме, како некој кандидат на ДУИ и на тоа што тој ќе создаде за граначалник на Струга, така нешто. Не ми се гледа дека тука има. Не ми се гледа дека тука има иднина, во смисол,
Ја кога зборам, знаеш ли, што кога зборам политичка едина, мислам на работа со јавност, со гласачи, со едно со друго. Тука не гледам таква работа. Не гледам дека тој се препознава. Чудно, ја пак ќе кажам, јас до овој момент се уште се чудам како, од каде ова дојде. Не ми е јасно. Да видиме, пак ќе кажам. Да видиме што ќе се случи. Значи, прво види, прво ајде да се формализира ова, прво да завршат, како се вика тоа, во Алијанса за албанците превирањата, така? Потоа да видиме како тие ќе се спојат со опозицијскиот блок, што ќе значи тоа во пратеници, мандати, кој ќе биде кандидат, значи сето тоа ќе го проучиме. Потоа ќе видиме. Потоа ќе видиме како ќе се одвиваат работи. Овој министеров за информатичко општество навистина ми остави впечаток што го смени, Сега таму еден човек кој нас ни беше во емисија на МБР. Види, го поканивме во моментов ги разбираме, знаеш, онака, затоа што сепак се примарна е сега политичката активност, растрчани се по Македонија или по границите и така натаму во ред. Значи ќе почекаме таа работа да завршат, па ќе ги имаме вдека во емисијата. Предпоставам дека приоритет им се медиумите кои што зрачат на албански јазик од X причини, така? Јута сега дека дојдат тука да ни кажат по некој збор. Пред да одиме со пауза, шефот на ЦИА оди во Кајро на преговори со Хамас, ке бара ослободување на заложниците, почитувани слушатели. Иако не во оптоваруваме со овие меѓународни теми, не е наравно работава. Зошто бе? Епа, Блиски Исток, хаос, Украина, хаос. Не е нарно, не, управо си. Не е нарно. Баш ка, види, Египет беше понижен од Нетањаху. Египет рече ако тргнат во Рефа и ако тргнат на граничниот премин израелските сили, дека тие ќе го поништат договорот од Кемп Дејвид од 1979 година. Договорот што донесем, ако ништо друго, барем мир меѓу Израел, Египет и Јордан, така? Да. Нетањаху тоа го игнорираше. Започна со војните операции, Сиси избира да не интервенира, губи пред јавното мислење во Египет, 100 милионска земја, да се разбереме, укината демократија, тој дојде нели како од кога беше суспендирана демократијата, од кога Морси нели беше затворен, во затвор умре првиот демократски избран претседател на Египет. И сега таму зовриваат работите. Се обидува Соединените американски држави и да го поддржуваат Израел и да не ги изгубат сите кредити во исламскиот свет. И тоа е тешко балансирање. Дури невозможно. Така што оваа интервенција се заканува да направи многу поширок судир. Значи таму не се инволвирани само Соединените американски држави, тука и ЕУ инволвирање на земјите членки, и Кина и Русија и Иран, значи Види, опасна работа. од нас вага на шестар кој ќе ставиш колку што е далеку Толку е. Украина, толку е, далеку и да. Израел. Израел. Значи културолошки ние колку што сме блиски со тие, толку сме и со овие. Абе со овие сме дури поблиски, види, со овие доле Сме живееле во една држава. и 2-3 милениума, кога ќе видиш империје. Па колку се? Не се толку. Ај пресметај ги. Добро сега. Римска, византиска, пред арапите нели да го земат тој дел, отоманска. Да уствари. 2 милениум и пол има. Милениум и пол на кај 2. Да. 1,7 милениум, да. Да. Друго да не заборавиме, сега сладкарите од Македонија не оделе само во Белград и во Одеса. Одели во Алепо, одели во Александрија, одели во Бејрут. Значи имало тоа бил единствен пазар, еве, така можеме да го наречеме. Бил, факт е. Но сега од кога сме поблиски со Европа во последниот пола милениум, А добро. во последните 100 години. Ги знаеме придобивките на Рафаело, на Фереро Рошер, на Топло Ладно.
Топло ладно, не знам дали европско или од таму. Мене поише ми се свига ова европско, нема врска, тоа е лична преференција, но сепак ориентализмот е важен дел од македонскиот менталитет и може да го видиме на секое видео на YouTube доле во коментарите, каде што сите се најпаметни, сите се псујат меѓу себе, тоа е еден класичен една класична ориентална култура. Одиме со краток блок на рекламите по кои се враќаме за да дознаеме кој е пеколниот план на не знам. Ќе го најдеме. Пеколен план мора да најдеме. Ивица се заговара за ова со пасошите да се тужи Оливер Спасовски. Се за ова правник треба да поканиме да ни објасни како е тоа можно. А дека станува збор за откажување од не знам како се вика тоа на откажување од одговорност. Значи за поставување на надлежно, не знам како да го крстиме, мора да има некој кривич, уствари не е злоупотреба, не знам дали како се вика кога немаш некоја одговорност и кога ќе се откажеш, а си заземал врз основа на. Знаете што е суштината? Што? Дали граѓаните имаат право тие што имале пасоши кои имаат важност Добро. до одреден датум, а де факто денес веќе не им важат од 13. Дали имаат право да тужат? По секоја правна логика да. Затоа што вие сте платиле, суштината така е. Да. Сте платиле за тој документ. Најдобро знаеш ли вчера што го зборувавме. Југословенските пасоши не важеа и лични карти. Но и да не важеле, Да. еве да речеме. Самото тоа што вие сте платили еден пасош не кошта мали пари. Да. 10% Абе ги издава до крај на 2021? 5% Така ли е? од потрошувачка кошница е. Да. Не, до август 22 мислам дека ги дава. Сега, да не, може грешам. Што е суштината? Пасошите кои имале се издадени од периодот по потпишувањето на Преспанскиот договор. Па и тие претходно нема врска Преспанскиот договор. Требало да важат повеќе, а престануваат да важат денес, вие сте платиле за нив. И тоа сте дале пари у платница, сте отишле, сте напишале Тоа сигурно и пари се дадени. Па 2500 денари. Толку е мислам еден пасош, добро. Да не е. Со самото тоа што вие сте платени, сте платиле, а услугата ви завршила порано, од тоа што вие сте платили, да имате 5 години пасош, така? Да. А услугата ви завршила порано и вас ве оптоверуваат дополнително, не ви ги заменуваат бесплатно, тоа значи дека вие де факто сте оштетени. Финансиски сте оштетени. И имате право да тужите. Оштетени сте со тоа што ви се крати правото на слободно движење. Исто така имате право да тужите. Затоа што сеќаваме кога беше на почетокот од тоа шарада наречена Преспански договор, господинот Зоран Заев јасно кажа дека тие документи ќе бидат бесплатно заменувани. Значи денеска мене не ми работи мозокот. Како е на македонски оној американскиот израз dereliction of duty? Не е злоупотреба на службена должност. Има, значи ме препознаат слушателите, знаат отприлike што сакам да кажам, веќе ми реагираат. Има, мисля, чуни конкретен превод и многу убав прецизен превод на македонски, сега не ми оди во глава нешто. Но за тоа станува збор. Значи, како се вика, должност е duty. Да, должност, ама откажување од должност или откажување од должност. Прегазување, нешто, така нешто е. Види, тоа е се пресериозна работа. Пресериозна работа. И сега предпоставам дека тоа е основа меѓу другото и за правни дејанија. Да. Сигурно тешко се докажува, не е едноставно, но се гледа дека приоритетот на оваа влада било туѓа земја и нејзините потреби и национални интереси, а не националните интереси на оваа земја и потребите на македонскиот граѓани. Ова е страшно. И ова е доказ уште еден по мене колку е штетен и колку бил за никаде Преспанскиот договор. Колку тоа е правено онака вакво. Може ли ја една друга тема ти наметнем, Липчо? Ајде.
Дали го забележа она од Советот на Европа, од комесарот за човекови права, сега таму ова Дуња Мијатовиќ, ти ја познаваш, нели, од претходно, Добро. она беше нели висок претставник на ОПСЕ Да. за медиуми. Испратила писмо жената до македонската влада, не знам дали виде. Да побарам, што вели? Бара реактивирање на 4 хашки случаи. Зборуваме на оние Да. задуи. Да. Пренеси ни малце, најди, може да го прочитам? Сега ќе ја најдеме. На тајм го нема, пишувам. Го Дуња имаше вчера, Мијатовиќ. чекај, сега го имаше вчера. Сега. Еве го ова. Вели, комесарката за човекови права на Советот за Европа Дуња Мијатовиќ со допис до македонската влада упатен на 15 јануари на адресата на тогашниот премиер Димитар Ковачевски бара да се поништи амнестијата за хашките случаи и да се истражат досијата што беа трансферирани од Хашкиот трибунал до домашните судови. Отварањето на хашките случаи е една од нашите главни заложби. Добро, ова е левица што тврди, него читаме во соопштението. Добро, со допис на македонска млада на адреса на тогашниот Не, да, еве го, чекам, ќе најдеме целото. Значи, 15 јануари 2024 бил упатен дописот до Да. Димитар Ковачевски. Таа бара досијата од Хашкиот трибунал да се издржат од домашните судови. Испратила и писма до другите премиери кои што се веќе објавени интегрално на интернет страницата на човек на Советот на Европа. Во нив се препорачува да се преземат конкретни мерки за справување со насилното минато и поодлучно движење кон социјална кохезија, правда и помирување. Случаите кои се вратени се водството на ОНА, непроштено, мавровските работници и Липковската брана. Липковската брана е командант Вентили, министер беше, сега не знам што е, сигурно е пак нешто. Да. Мавровски работници, не знам кој е таму. Сега, ке ми дозволиш еден малце поширок вовед тука, Лјупчо, околу Ајде. целата оваа тематика? Ја не, Значи, знаеш ајде бе, вака. ова е која се случило овие настани, јас сум бил дете, така што Да, не, ова и го напишав, не малце поширок ова да дадеме, значи, понекогаш, знаеш, ке офрлиме ова, ајде, сега, кафе. Хашки случаи, да. Ајде да не идеме кафејански, ајде идеме малце пошироко. Ајде вака. Значи, предходниот век, 20-тиот век, се направија два обиди. Два сериозни обиди. Еден глобален, еден европски. Војната да се елиминира, односно се обеззакони, да се прогласи за незаконска, како инструмент за решавање на споровите помеѓу државите или внатре во државите. Првиот таков обид, мислам сме го полагале, е познатиот Брайан Келок пакт или како беше сега? Ми се чини дека официјалното име е Општ договор за одрекување од војната како средство за помеѓу нациите, така нешто беше. 1928 е донесен овој договор, се вика Брайан Келок затоа што Келок бил тогаш државен секретар на Америка, Аристид Брайан бил министр за надворешни работи на Франција. Се, што е абсурдот со овој договор? Први го подпишуваат Германија, Франција и Америка, 28. Добро. Од тоа го подпишуваат сите, меѓу другото Италија, Јапонија, Советскиот сојуз и така натаму. И овој договор е критикуван од многумина како израз на морализам, како израз на легализам, како договор кој што летал во облаци затоа што не бил втемелен на реалноста. И критиката до некаде е оправдана зашто тој договор што не спречи? Не ја спречи Втората светска војна. И сите судири што доведаа до Втората светска војна, така? Меѓутоа, она што забораваме е дека овој договор, кој што е вон Лигата на народите направен затоа што тогаш Америка и Советскиот сојуз се вон Лигата на народите, нели, па и Италија последно ќе биде, но послужува како правен основ за Нирнбергскиот и за Токискиот трибунал. Лјупчо, Нирнбергскиот и Токискиот криминал се занимаваат со злосторство против човештвото, кој што денеска ги знаеме како злосторство против мирот. Одиме понатаму. Значи, почнуваме со овој пакт, кој што тука Македонија има еден греф. Значи, последни подписници на Брайан Келоговиот пакт се Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Појма немам зашто ние не го подпишуваме. Уште ние не го нема ратификувано, но тоа не значи дека не важи. Сега, кога
пропадна Југославија, Европа се обединуваше. Крај на студената војна, голема еуфорија и така натаму, по втор пат човештвото се обидува да обеззакони војната, да ја прогласи за нелегална. Како тоа беше направено? Беше направено под патронатот на Обединетите нации со формирање на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија во Хаг. Што беше идејата на Меѓународниот суд за воени злосторства во Хаг? Секој оној кој што го загрозил мирот на граѓаните на поранешна Југославија да биде судски гонет. Со цел да се прати порака дека на европско тло веќе не треба да има војна. Сега гледаме колку е тоа наивно, имајќи преди руската инвазија врз Украина, но да се разбереме, Хашкиот трибунал отвори обвинение и истражуваше за секого. Дали се сеќаваш? Не само Слободан Милошевиќ. Кога умре Фрањо Туџман, што беше објавено од Хашкиот трибунал? Дека за него била подготвено обвинение. Кога почина Али Изетбеговиќ. Значи, пази, Фрањо Туџман и Али Изетбеговиќ денеска се национални херои на Хрватски на Босна и Херцеговина. Да. Меѓутоа, кога почина, беа отпечатени и објавени обвиненијата кои што Хаг ги спремал за нив. Да се разбереме. Ајде сега да видиме 2001 година. 2001 година. Мирот во Македонија кој го загрози? Го загрози Али Ахмети и Ослободителната национална армија УЧК. Македонија тогаш беше демократија како и сега, со проблеми, беше отворен многу јасен, многу прецизен, многу интересен политички процес, кој што можеме да кажеме дека беше бавен за решавање на клучното меѓуетничко прашање во Македонија, тоа е интеграција на албанската заедница во Македонија, кој што го водеше ПДП прво дека беше влада, потоа го водеше ДПА, но тој процес беше отворен. Во 2001 година мултиетничкото македонско општество се бореше против една екстремистичка, моноетничка структура, која што во својата програма, објавена со комуникето број 4, се залагаше за прекројување на границите и за етничко чистење. Таа структура ја водеше Али Ахмети, се викаше Ослободителна национална армија. Кој го загрози мирот на граѓаните на Македонија во тој момент? Тие го загрозија. Во меѓувреме, заради X причини, внатрешен мир во Македонија, решавање на косовското прашање и така натаму, заради геополитиката, овие работи не беа процесирани. Се случи и тоа што се случи кај нас во собранието, можеме да дискутираме за тоа, меѓутоа, да се разбереме. Меѓународната правда е активирана некаде во фиоките на како се викаше тој, резидуалниот инструмент за Меѓународниот трибунал за Југославија и за Руанда, и во Меѓународниот кривичен суд лежи обвинение и за она и за Али Ахмети. Не е активирано до сега ради геополитика. Ако има нешто што на Али Ахмети му прави ноќни мори, е тоа. Кога таа фиока ќе се отвори, кога тоа обвинение ќе се отпечати. Затоа што и тој е свесен дека мирот на граѓаните на Македонија, албанци, македонци, турци, роми, власи и сите останати, ги загрози тој. И Ослободителната народна армија, која што произлезе од две движења на енверистите во Македонија. Едното се викаше Национално движење за Косово, другото се викаше Национално движење за ослободување на Косово. НДК и НДОК, така се вика тие работи. Од таму произлезе и УЧК во Косово, ова во Македонија. Тие структури се раздвоија во еден момент кога беше јасно дека нема да биде дозволено големо Косово. Не е битно, но да се вратиме. Ова е суштината, ова ги прави ноќните мори на Али Ахмети. Значи, документов на Дунја Њемијатовиќ не е случаен. Еве, како што видов, таа нарачала извештај кој што се вика, да го најдеме извештајот, справување со минатото за подобра иднина, постигнување правда, мир и социјална кохезија во регионот на поранешна Југославија. Значи, ајде да се разбереме сега. Нема траен мир и правда и социјална кохезија без одговорност. Значи, точно е, заврши со мировен договор 2001 година. Но злосторствата против мирот не застаруваат.
Злосторствата против мирот мора да добијат судска разрешница. Мора некој да одговара за тоа. Најпрво послушно за тоа да одговара е лидерот и раководството на структурата воена која што го загрози мирот во Македонија. А еве за гледачите и слушателите да знаат за што зборувам, ќе им прочитам и како се дефинира загрозување на мирот. Значи, загрозување на мирот се дефинира на следниот начин. Да го најдеме. Ова си го запишав са бајле затоа што знаев дека за ова ќе зборуваме, Липчо. Добро. Вели вака. Планирање, отпочнување и извршување на обемни и сериозни действија на агресија со употреба на воена сила. Дали 2001 година и действијата на она влегуваат во ова? Влегуваат. Ке повторам. Планирање, отпочнување и извршување на обемни и сериозни действија на агресија со употреба на воена сила. Така. Истовремено мораме да кажеме, еве прочитајте пресудата во случајот против Љубе Бошковски. Значи таа пресуда утврди дека македонските институции во 2001 година ги бранеа правата, животот, имотот на сите граѓани на Република Македонија, независно од етничката припадност, јазикот што го зборуваат, верската припадност и така натаму. Значи, мирот на граѓаните го бранеа македонските институции против една моноетничка структура која што сакаше, според комуникето број 4, да направи промена на границите и етничко чистење. И ова се факти. Покрај тоа, нели имаш и конкретни злосторства. Она со мавровските работници, ти си мал, не памтиш, значи таков шок беше во земјава, кога се виде, мислам, на луѓе, на грб на луѓе да се резбаат букви, одвратно. Тоа е едно. Второ, во случајот на Липковската брана веќе има и преседан, веќе има и пресуди. Ми се чини дека пресуди има и во Трибуналот за Југославија. Мислам дека не сум сигурен дали во кривичниот меѓународниот кривичен суд. Добро, зашо Хаг ги врати тие случаи? Мене тоа ме интересира. Пак ти кажам, геополитика, Љупчо. Може да го осудат Јохан Тарчуловски. Може. Го осудија, не знам, во Србија овој, во Хрватска. Не само тоа, него и Карла Дел Понте знаеме, она сама кажа дека го истражувала ова. Знаеш тоа? Некако е многу. Карла Дел Понте кажа дека го изражувала ова. Ти кажа заради геополитика. Значи заради значи како беше прво едно па друго. Ама не може геополитика да е поважно од па за жал поважно. За жал поважно. Сега ако зборуваме за злосторство против човештвото, знам дека тоа беше едно од најголемите кнедли која му се ставаше на товар на Никола Груевски, затоа што тој де факто ја овозможи амнестијата на хашките случаи. И еве од денешен аспект го гледам дека се јавува дека и мудрува за многу работи, па еве може да пише еден текст зошто го направил тоа и како го направил тоа. Разбирате? Ај баш да видиме како тоа. Јас него еве ќе му дајме шанса јавно да си каже, он секој ден истории пишува, паметува многу и така. Кој тоа? За Груевски зборува. Тој ја гласаше амнестијата. Нема, осте се, ајде да го видиме ова. Осте тоа. Ајде. Тоа што се случи тогаш. Не е така се, како? Да амнестираш во наше собрание. Тоа не е тоа што се случи. Исто кој што никогаш нема да го прифатам промената на името Здраво за готово, затоа што се случи така како што се случи. Да. Исто и ова нема да го прифатиш. Исто и ова нема да го прифатам, затоа. Сега, ма доаѓаме до моментот, зошто сега? Ова го покренува Дуња Мијатовиќ. Види, искрен да бидам. Мене би ми било знаеш дека за многу нешта сум суверенист. Меѓутоа во овој случај сакам меѓународните кривични тела да ги процесираат овие случаи, а не домашните судови. Од многу аспекти. Одиме, видите, доволно е за денес, ја мислам, ја го дојде скоро 9 сат.
утре ќе имаме гостин, така? Да. Утре имаме гостин, задутре имаме гостин, у петок имаме гостин. Мислам дека беше доволно за ово утро. Ова хашките случаи ќе оставиме да не биде централна тема. Почитувани слушатели, останете 107,4 и се гледаме утре.